slava mu. Nema li život? Nema li ljubav za život golema, ljubav za život čovečna uvija gradi argatski? Nema li srce? Nema li srce na srce to? Srce širini široko, srce dlabini dlaboko, cel svet da zbere, pa da je zavija gradi malečko. Nema li bel den? Nema li den da je nad denovite, den da je na argatite, den sonce višen visoko, den more širen široko, sonce da zapre, da stoji i vreme to začudeno. Srce to puka obrači i pliska zname alovo. Srce to što se otvora i širi širno široko, celi od svet da zagrne. Другарки и другари, учесници на Рациновите средби, драги гости, чест ми е и задоволство да ве поздравам во име на граѓаните и работните луѓе на Тито Велес, во име на општествено-политичките организации и собранието на општината, во име на сите нив кои се сега ваши домачини. Тито Велес, како и во сите досегашни средби, и сега е почестен со можноста да го прикаже своето гостопримство, очекувајќи и овој пат тоа да биде такво и уште поголемо отколку досега. Таквиот однос кон вас, учесниците на Рациновите средби, спрема самите Рацинови средби и спрема духовното творештво воопшто, е традиционален белег на неговите граѓани. На таков однос ги обврзува револуционерното минато на овој град, неговата културна историја и великаните на таа историја, ги обврзува името на Рацин како едно од оние светли имиња на нашата револуција, кое стои не само во овој крај, ами и многу пошироко, во целата наша земја. Уште повеќе, што Рацин е од плејадата на оние ликови, чии револуционерно дело и литературно творештво се проткајува со иста сила и големина во Велес, Скопје, Белград, Загреб и така натаму, што неговата биографија се плете низ патиштата на револуцијата, на Комунистичката партија на Југославија и југословенските народи, па затоа е трајна и голема. Собирајќи се денес, по 13-ти пат овде во Тито Велес, вие учесниците на Рациновите средби и сега ќе допринесете за афирмацијата на оваа културна манифестација во духот на југословенското социјалистичко културно творештво. Пожелувајќи ви успех во тој напор, уште еднаш ве поздравувам и ја искажувам нашата желба престојот во Тито Велес да ви биде убав и пријатен. Се повеќе, од ден на ден, еден вид наше културно живење како да станува непрекината низа. Во тој живот, на вакви поетски средби, човечкиот збор, тој фактор на сите меѓусебни разбирања и недоразбирања, се символизира во мост помеѓу луѓето и тој збор, изграден од столбови и сводови на чувствувања и мисловност, не определува во нашето постоење и потаму не води, не става пред искушение и не ослободува од нив, не збогатува или се уште сиромашни, не насочува кон истражувања. Тој збор можел да ги разделува генерациите, да ги затвора во боцкави непроодни меѓи, како што можел да ги сведе на логичен ред и поредок на годишни времења, во кој денот, месецот, годините носат своји цутења. Можел да биде апокалиптичен, лажно оптимистичен, хазардно фрлен, профитарски, судел или било судуван. Можел да биде корен на морничавост, но и од стравот пробива вера со корен на трајност. Јазикот, оној во Пекинг и оној во Глазго, во Киев и под Килиманџаро, има свој загадувачи и има заштитници, и мртов ке е само во супер апокалипсата, доколку некој ја има пречувствувано, запишано, објавено. Сеедно, зборот, оној вистинскиот, кога достатно и сигурно ќе го оклопиме со силата на духот, во исто време му станува и противник на зборот на кој многу пати се сопнува неукоста, површноста, зачуреноста, која и да била наша слабост. И не само ние поетите,
туку секој што е со мог и право на говор и мисла, должен е да му биде бранител. Бранител. Од што? Од вирусот на оној друг збор, спротивен, обесмислен, бирократски бездушен, излижан од густи и неумесни употребувања, о суровисти и друго. Ноќ е длабоко есенска, умира последното зеленуло и ѕверот и човекот го истражуваат своето право на живот. Од планинските врвови брзаат кон нас сониште и снег. Го прескажуваме минатото, ја читаме од невидливите папируси и днината. Каменот е животопис, мерник на било е ке биде, во него времето без мистификаторски наклонетости ги изглабило сите митови и сите вистини. Но на сето тоа зборот му е доброчинител и толкуваш. Им се дава сиот на разумните и приврзувајќи не се повеќе кон себе, му останува приврзаник на оној наш живот кон кој се стремиме, секогаш и овде на овие средби, во негова чест и слава со своја роља меѓу сите актери на дниве, роља на тој збор. Ноќ е длабоко есенска, во близина на овдешните води и ридови, време за легенди и висини, време за меѓусобно збогатување како и што им доликува на луѓето. Во името на тој збор ги прогласувам 13 рационални средби за отворени. Зборот ќе не послужи. Наеднаш меѓу исреплетените гранки на врбите се мерна една лика, превиткана како да носи непосилен товар врз плешките, зати траена меѓу густите лисија, фигурата на човекот ми се виде нестврна колку што беше и стварна. Се приближуваше некако нечујно, отсутно и знаев дека е тука не за тоа што сакал да биде тука, а ја движи сеедно каде нешто што е надвор од тоа движење. И го видов него рацина. Лицето му беше овенато како сочен цвет по ураган, темно мудре сенки му длабеа длабоки брчки околу очите, а очите му греа со помржен сјај, кој не блеска за надвор, а за внатре како жар запретан во собствена пепел, додека чекореше по песокливиот брег на Вардар сам како угач. Не можев да го замислам таков. И знаев зошто така постапува. Знаев за трагичното недоразбирање кое преку една директива за бојкот на Кочо му го невозможуваше секој допир со луѓето, а почитувајќи и сам таа одлука го одбегнуваше и тој допирот. Еден ден при крајот на февруари или во почетокот на март 1942 година, додека одев по главната улица на Велес, некој ме завтаси и ме чукна порамо. Се свртев и го забележав Коча. И не ќе најдев ништо особено во тој негов гест, зашто нашата интимност гестот го дозволуваше, ако не ми се виде Кочо многу поинаков од друг пат. Лицето му сјаеше, мускулите на челото му се беа затегнале, не ги чувствував неговите брчки околу очните дупки, а во очите му сјаеше оној немирен пламен, низ кој не може да се прикрие бескрајната радост. Кочо беше препороден, жугнат, сиот искласен. Пукна злото, ми рече. Бојкотот спрема мене е симнат, ме повикаа другарите во Скопје. Ги слушав зборовите и ги одмерував трепетите на задоволството во нивната интонација. И наеднаш и мене ми се олесни. На сите ни тежеше дисциплината поради која требаше да одбегнуваме од Коча, а не одбегнувавме. И наеднаш таа стега, таа мора исчезнува. Сакав да го прегарнам Коча и заедно со него да се радувам. Но тој го почувствува тоа во мене, ми ја стисна раката и со погледот некако да ме преколнуваше да се воздржам. Било што било, ние знаеме да гледаме напред, како да сакаше да ми рече. Не ми го рече тоа, а ми намигна значајно и одрони, ела по мене. Леговме во една од канцелариите на кметството, во која што работеше еден наш познат. Него затековме во канцеларијата. Побуво што го нема, му се олесни на Коча. Инаку требаше да го молиме да излезе. И веднаш брцна во вратрешниот джеп од зимскиот капут, оттаму извади повеќе испишени листови и ми ги подаде, говорејќи ми: ова е материјал за народен билтен. Ќе му го дадеш на Кола Кирков. Извини ме пред него што лично не можев да му го предадам материјалов. Го барав, не го најдов, а треба веднаш да заминам за Скопје. Два брега, двата стрмнини, а од брег на брег танок мост. Под мостот вода морава, тече и мие ранава. Тече од векот вековит и нова
i se nova i ponova teče, a tuka makite se stari i se postari. Teče i vleče so sebe sičko što stoji pred neja, a na bregovi život od čmaje u troskot zarasnat. Teči si vodo studena, teči si roni bregovi, teči i nam niz srce toneli i krvta ni teče. Tradicionalната книжевна награда Рациново признание, која досега добија повеќе значајни прозни остварувања, овој пат му беше доделена на писателот Томе Момировски. Жирито за наградата, под председателство на книжевниот критичар Александар Спасов, ја награди книгата на Момировски Бреслики, која излезе во издание на издавачката куќа Наша книга. Симпозиумот на средбите годинава имаше како предмет за разгледување една интересна и широка тема. Незиниот наслов «Јазикот и поезијата» даваше мощни големи можности за продлабочени споредување и анализи со употреба на различни научни методи и пристапи. Ние ги замоливме неколкуте учесници на симпозиумот да ги синтетизираат за нашите гледачи ставовите изнесени во нивните реферати. Во вашето излагање на симпозиумот, чија тема беше Рацин и јазикот во неговата поезија, беше направен и обид за утврдување на известни врски меѓу употребата на јазикот кај Рацин и јазикот во понатамошниот развој на македонската поезија. Постојат ли некакви директни влијанија и како таа линија се развива, особено онаа линија за која говоревте за употребата на фолклорот и фолклорниот јазик од страна на Рацин? Да. Знаете, јас во своето излагање настојував да истакам една мисла, дека е потребно едно многу поодредено и поцврсто, теориски фундирано анализирање на тоа што е тоа ново што го донесе Рацин и неговиот поетски јазик. Обично тоа новото досега барем се истражуваше пред се на планот на претходното. По однос што значи Рациновата поетска реч во споредба со состојбата на македонскиот поетски јазик пред него. Мојата мисла е дека Рациновата поетска реч може да биде објаснета како на фонот на претходното, така и на фонот на она апостериорното, она што дојде по Рацин, бидејќи сите ние во Рацин гледаме еден вистински, современ, модерен основоположник на новата македонска поезија. Очигледно дека низа иновации кои ги даде Рацин послужива како подстрек, како стимул и за поетите од поновите генерации и дека тој процес на надградувањето на фолклорното и народното не е нешто што се појавува само во една првобитна или архаична форма кај него, туку тој процес на тоа трансформирање станува едно обележје кое циклично се повторува во досегашниот развоен пат на новата македонска поезија. Да, очевидно е дека на тој начин Рацин станува основоположник на една многу скапоцена вредност, карактеристика на македонската поезија. Апсолутно. Знаете, при тоа кога зборувам дека е потребно едно позадлабочено теориско фундирање на ова прашање, го има предвид следново. Обично се смета дека фолклорот во најголема можна мерка го влијаел врз тие наши први поети, основоположници или предходници на онова новото. Но треба да се секогаш има предвид дека тој процес ни одалеку не е така едноставен, не е така директен и не е компилаторски. Оно што се случува во Рациновата јазична лабораторија
еден извонено сложен процес, бидејќи тука фолклорот и народната основа се само еден почеток, се само една база од која поетот треба да создаде нешто ново, нешто кое до него воопшто не постоело. И во тај смисле, според мене, рациновиот поетски јазик е еден сосема нов феномен кој заслужува обстојни темелни анализи како еден јазик кој до тогаш не постоел. Да, очевидно се работи значи за една нова етапа во пристапот и изучувањето на делото на Рацин. Јас сум длабоко уверен дека во наредниве периоди, години и времиња кои предстојат, особено тргнувајќи од едно основно уверување дека Рацин е се уште на еден одреден начин присутен во нашата литература и во нашата поезија, уверен сум дека истражувањата ќе одат во овој правец и ова се веројатно така првите само чекори во таа област. Мислам дека во таков случај ни се потврдува дека Рацин е навистина поет кој длабоко стои и врз модерното, а не само врз традицијата. Апсолутно, апсолутно. Тоа би може да биде еден заклучок од се она што се зборуваше на симпозиумот денеска, бидејќи станува јасно дека Рациновата вредност е не само свртена кон тоа да представува синтеза на нешто што било претходно, туку содржи низа иницијални и стимулативни и инспиративни, би рекол, определувања кои се потврдија во времето по војната, во новата македонска литература, а се потврдуваат и денес. Ние и денес би можеле да укажеме на низа примери во најновата македонска поезија, каде што одново имаме обраќање кон фолклорот, но на една нова основа, но кој секако својата генеза ја води и од Рацин. Благодарам. Вие сте еден од учесниците на надреалистичкото движење. Вчера во излагањето говоревте за воспоставивте една врска меѓу зборот како носител на револт, како израз на револт и употребата на зборот во поетскиот јазик на надреалистите. Верувате ли се уште во тоа? Ja bih tu reč, toj reči kao pojmu, reči kao izrazu, prišao upravo kao izrazu nezadovoljstva onim što je stvoreno, onim što postoji, onim što je život. Jedno nezadovoljstvo životom, želja da se taj život prilagodi potrebama, nadama, željama, čežnjama čovekovim. Prema tome, reč je jedan podstrek za borbu, reč je sama ta borba, sam poziv na borbu. Prema tome, s nje treba da se skine krivica koja joj samim tim što je tvorac sveta, kad se uzme teza logoska, samim tim pada na ramena. Nju treba osloboditi krivice i utvrditi da reč zbog stanja u svetu nema ni malo griže savesti. Ako služi borbi za izmenu sveta, ako je izraz te izmene sveta, izmene sveta, to znači izmene svesti, izmene odnosa u svetu, izmene odnosa između svesti i podsvesti i tako dalje. Имам впечаток дека и вчера во излагањето, а и сега постои известен полемички однос. Како да го браните зборот, меѓутоа од кого го браните? Od onih koji dan danas su još za teoriju logosa. Да, а каков е вашиот однос према ова што е сега прилично модерен тренд, lingvistikата, семантичките испитувања? A ona u detaljima, u mnogo čemu su neobično korisna, neobično zanimljiva. Ona su uspela da nam stvore jednu predstavu pravu, o situaciji u mikro jeziku, jeziku posmatranom izbliza,
jeziku posmatranom glas po glas, fonem po fonem, morfem po morfem и така далje. Токму вчера имав впечаток дека на вашето повикување на активизмот, на надреализмот е на извесен начин спротивставување. Čovjek je sam na ovoj zemlji, sam odvojen od ikakvih ingerencija sa strane. Njegova spoznaja nužnosti jedino ima smisla ako ga vodi slobodi, savlađivanju nužnosti, izlasku iz carstva, nužnosti u carstvo slobode, kako to Marx kaže. I ta laicizacija, taj materializam nadrealizma, to je ono što je mene učinilo da i dan danas ostanem privržen tom izvrsnim elementima tog pokreta, koji nije svodiv na automatski tekst. Каква е функцијата на автоматскиот текст? Automatski tekst može, samo kad se prividno gleda, da liči na invalidiziranje čoveka, na izdvajanje podsvesti i svođenje delatnosti pisca, poete na rad i na aktivitet podsvesti. Međutim, usmeravanje koje je vidljivo i u svim podsvesnim tekstovima